Денес, мислам, значи морам да кажам, нашиот студент не надминал, јас ниту можам да зборувам, имам трема, како него, браво, и јас морам да читам и дури може и да се случи да треперам, ама ќе ме разберете. Денес на овој свечен настан сме обединети и како почитувачи на својот мајчин јазик, на нашиот македонски јазик. Денес е убав повод да зборуваме за кодификацијата на македонскиот јазик и тоа на чист, стандарден македонски јазик. Денес во овој храм на образованието се поврзуваат минатото со иднината и образованието е клучот на современото општество во кое што секој има можност да ги негува собствените идентитетски вредности и истовремено да ги почитува идентитетските вредности на другиот. Кој е одговорен за развојот на еден јазик? За неговото разубавување, облагородување, збогатување? Па пред се, секој од нас. Тука на почетокот ќе го цитирам нашиот великан, Блаже Конески, кој што е најзаслужен за заокружувањето на последниот чип на кодификацијата на македонскиот јазик. Тој вели: во секоја средина се полагаат грижи за јазикот. Дури се говори за така наречена јазична политика. Од зрелоста на средината зависи како ја води политиката воопшто, па и јазичната политика. Без политика не може да се живее, ама таа може да се води и добро, и здраво, и катастрофално. Па спрема тоа не е автоматски решено дека јазикот ќе има полза од тоа што некој за него сакаат да пројават грижа. Зависи колку се тие способни таа грижа да ја положат. Мене тој израз да се брани јазикот малку ми е несвојствен. За мене е основно дали еден јазик е средство на една духовна жива активност. Како таков, тој нема од што да се брани, а ако тој не е средство што служи за изразување на една таква духовна активност во една средина, пак нема зошто да се брани. Тогаш не е ни способен за функцијата што му била наменета. Средината што сака тој јазик да го активира како средство на современо општење и творење, треба да биде способна за тоа. Ако не е способна, тогаш зошто е тој напор? Би рекла, нам и денес ни недостасува мудрата мисла на Конески. Тој длабоко во себе, во душата го носеше македонскиот јазик и на тој начин од душата твореше и како лингвист, и како поет, и како писар. Што представува кодификацијата на јазикот? Кодификацијата е прифаќање и систематизација на јазичките правила и закони, пропишување задолжителна јазична норма. Таа представува значаен чин во историјата на еден народ. Идејата за стандартизација на македонскиот јазик има свој корени во 19 век, но прв посериозен обид на научен пристап представува објавувањето на книгата за македонските работи од Крстен Мисирков во 1903 година, на чија основа во 1945 и се извршила стандартизацијата на современиот македонски јазик. Мисирков и Конески се двата светилника што го осветлија патот на стандардниот македонски јазик. Тие се визионери кои што со својата висока сеопшта образованост треба да представуваат пример за нас, тука денес, а и за тие по нас. И повеќе од еден век, зборот на Мисирков е актуелен и мотивирачки. И цитатот го кажа, и вие го кажавте, така што јас нема да го прочитам, но се гледа. Навистина, Мисирков бил голем визионер, исто така, станува збор за, како што кажа Михајло, дека се наоѓал во многу тешка ситуација, но бил свесен и имал огромна љубов и не се откажа. Затоа велам, ние сме сега во една многу поповолна состојба. Ние имаме услови, имаме можности, ние сме посилни. Ние треба да бидеме горди на својот јазик и да не се плашиме. По мене е тоа, да немаме страх, затоа што треба да бидеме исправени како него и упорни во таа, не можам да јас не би га нарекла борба, во тоа негување, љубов, чувство за јазикот. Кодификацијата на македонскиот јазик во 1945 е официјална, но до неа е дојдено со многовековно историско пренесување на јазикот со освојување принцип по принцип, правило по правило. Македонскиот јазик постал многу пред неговата кодификација, но без стандартизирана норма, односно само во дијалектни форми.
Официјалната употреба на македонскиот јазик практично започнува со успоставување на македонска власт на првите ослободени територии во 1943 година и се озаконува со конституирање на највисоката институција на македонската власт во 1944 година, антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија АСН. Не знам дали сега да објаснам понатаму, сакам да скратам малку, бидејќи ти кажа се. И ќе упатам само дека овие историски моменти за македонскиот јазик, кога се кодифицирал јазикот во тој период, со македонската азбука и правопис, почнуваат да се користат во практиката и стануваат нераскинлив дел во секојдневната јазична употреба од сите сфери на животот. Тестот на писмената и устната практика македонскиот јазик го положи со највисока оцена. Доказ за тоа се илјадниците дела напишани на македонски јазик со македонска азбука и правопис. И тоа од уметничката литература до врвни научни дела, од разговорен јазик до јазик на општеството, просветата, културата и медиумите. Повеќе од 7 децении македонскиот јазик е признат член на светското јазично семејство, на чии истражување работат не само македонистите, туку и голем број познати странски научници. На крајот истакнува дека минатата година во мојот втор дом, Институтот за македонски јазик, беа вработени 13 млади научници по 24 години. Тоа е навистина голем успех, тоа е победа. Затоа што сега ние имаме свежа мисла и сега оживеа институтот и се надевам дека можеби и од ова училиште ќе има такви кадри кои ќе дојдат и ќе работат во институциите кои се грижат за македонскиот јазик.